Добар ден, почитувани. Стартува на новата Телма амбуланта. Во денешната емисија ќе зборуваме за проблемите и болестите со очните капаци. Колку често се јавуваат? Можат ли да создадат проблеми со видот? На каков начин се третираат? Разговараме со доцент доктор Христијан Дума, офталмохирург. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност да се вклучите во програма, бидејќи и денешната емисија ќе биде контактна. Останете на Телма. За проблемите и болестите на очните капаци во денешната Телма амбуланта разговараме со доцент доктор Христијан Дума, офталмохирург од Универзитетската клиника за очни болести. Так. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Фала на поканата. Поздрав до гледачите и се надевам дека ќе дадам некои корисни одговори кои што може да ги искористат. Каква е функцијата на очните капаци? Зошто постојано трепкаме со нив? Во природата све има своја намена. Природата ништо не направило без намена и погрешка. Све е направено со намена и еволуциски е развивано до степен каде што функционира безпрекорно. Улогата на капаците не е да изгледат убаво. Капаците се тука, всушност јас знам да наречам слуги, војници, чувари, хранители на окото. Значи капаците постојат заради окото. Не постои окото заради капаците. Стално пробам да ја кажам реченицата дека капаците имат функција. Капаците не се тука само ставени да изгледат убаво. Заради естетскиот момент. Така. Капаците последно време нарочито темата многу се отвара естетика. Да. Постојано се коригираат. Да, Со моментално некои се естетски најкоригираните делови во телото после можда градите, али мислам дека сега капаците се покоригирани и од градите. Стално знам да им кажам дека капаците имаат своја функција. Тука се со причина. Улогата и функцијата на капаците претежно очните лекари може да разбереме, заради тоа што сме ние тие кои што ги изучуваме капаците анатомски, физиолошки и патолошки. И ние можеме да ги сватиме механизмите, како функционира, зошто не функционира. Поради тоа што во известни ситуации, кога доаѓа до пореметување на тоа еден еквилибриум кој што природата го направила, почне окото да страда. Кога ќе почне окото да страда, почнуваме да имаме проблеми. Заради тоа што окото е еден од најосетливите органи во телото. Значи капаците го штитат на некаков начин? Капаците Да. го штитат на буквален начин, не на некаков, него на буквален начин. Има функција кој што е штит за заштитување не само механичка со затварање, него има и одбранбена страна која што е од имунолошка страна. Заради тоа што делот кој што ги распределува солзите во окото е капакот. Но делот кога ќе влези прљавштина го однесува во одводниот систем се капаците. Што значи и да влези некоја помала прљавштина, кога дојде до дисфункција на капаците, нема да може прљавштината да оди низ назлокремелниот канал во носот и во грлото. И ќе бидат исфрлени. Нема да бидат правилно сврлени, ќе остани во окото и ќе страда. Значи организмот го има направено тоа на механизам кој што функционира па ќе речам безпрекорно и совршено. Ако е во нормални услови. Природата знае да го поремети тоа, дали со болест, дали со повреда, но во помодерното време ние самите си го бараме, ќе речам цацко, па пробуваме да направиме нешто што е мимо природата, да го направиме да биде подобро од природата кој што ние во моментот на возраста кој што се наоѓаме, па почнуваме да правиме штета и белја на окото. И тогаш веќе почнува белјата. Зошто се јавува вишок на кожа на очните капаци со текот на годините? Прво, вишок на кожа се јавува сегде во организмот. Заради тоа што по волумен се намалуваме. Второ, структурата на градбата на кожата на капаците е малце различна него структурата на градбата на кожата во другите делови од окото. Нијанса е потенка, ги нема сите слоеви и со функција таа знае да се еластицира. Кај секој човек различно добива еластичност. Или ние ги викаме блефарохалази.
Тие блефарофалази варираат спрема предиспозицијата на кожата, експонираноста на УВ зраците и животот кој што го работи. Дали бил експониран на многу светлина, каде што често пациентот морал да има спазам, дали експониран во ситуации каде што кожата страдала. Че зависи многу фактори, али најмногу зависи од генетската предиспозиција на еластичноста на кожата. Докторе, колку пати во минута е нормално да трепнеме? И што доколку поради од некаква причина очниот капак не може целосно да се затвори? До каков проблем може да се очекува да дојде со окото? Во физиолошки услови ние би требале да тепкаме околу 20 до 25 пати во минута. Тоа се некоја нормална физиолошка фреквенција, каде што условите се, ќе речеме, нормални. Во урбаните средини важат некои други правила. И тоа стално го објаснуваме на пациентите дека фреквенцијата на трепкањето зависи од окуларната површина, тоест површината на окото, тоест количината на солзи кои што има на површината. Тука има страшен сплет на крвни садеви, на нервни завршетоци, каде што тој дава импулс дека окото се суши. Со добивање на импулсот на сушење, тој добива рефлекс дека треба да трепне. Нормалното трепкање е физиолошко, каде што си оди по некој си ритам. Во условно патолошки, но не се патолошки, него се урбани ги викаме ние, каде што има клима, ветер, промаја, прашина, трепкањето, фреквенцијата на трепкање е многу позачестена. Но имаме и друга ситуација, повторно во урбаните средини, кога што знаеме да работиме, да сме концентрирани, претежно работа на компјутер, фреквенцијата на трепкањето многу се намалува. Па тука почнува да страда окуларната површина на окото и почнува да се јавуваат проблеми на окото. Што значи фреквенцијата во нормални ситуации би требало да биде 20 трепкања до 25 во минута. Во нормални услови. Така. А што доколку окото, односно очиот капак не може убаво да се затвори? Има проблеми? Да. Очниот капак, ако не се затвора, него викаме офталмус, може да биде повеќе причини. Правилно може да биде вродено, како вродена аномалија. Може да биде стекната. Стекнатата може да биде поради некакво си заболување или после траума. Во помодерното време имаме пореметување на затварање на капаците после недобро пресметана блефаропластика. Тоа е естетската корекција на очните капаци. Корекција на очите, каде што нема да се пресмета соодветно. И ќе се отстрани повеќе кожа? Ќе се отстрани повеќе кожа него што треба, или желбите на пациентот се високи, а критичноста на докторот ниска. И комбинацијата ќе излези, докторе види не може да ги затвора очите. Но имаме и пациенти во поново време каде што се користи ботокс и со користење на ботоксот се преметува работата на мускулите кои што се одговорни за затварање и отварање на капаците и имаме една дисфункција. Во тие ситуации се случува да падне очниот капак, особено доколку се става ботокс на челото. Да, очниот капак може да падне, али не само што ќе падне, не може да се крени, не може да се затвори кој што треба. Заради тоа што мускулите функционираат во сите правци. Повторно не е само естетски проблемот, туку е сериозно функционален. Да, јас како очен лекар тоа стално пробам да им го објаснам дека капаците имаат функции. Таа реченица ја повторам, мислам 500 пати на ден. Доктор, што се презема во таква ситуација кога поради ботокс ќе падне очниот капак? Има една македонска поговорка трпение спасение. Во таа ситуација поговорката македонска е многу добра. Трпение спасение. Треба да чекате да пројде дејството на ботоксот и меѓу време да бидете на редовни контроли кај офталмолог за да не настани штета на окуларната површина. Заради тоа што ако е во поизразена форма, може да настане штета на окото, али ако се прават редовни контроли, ќе се менаџира тој проблем да се отстрани. Али најдобро е да се чека да помине дејството. На очните капаци има бројни структури. Тука се трепките, има жлезди, солзни, потни, лојни. Можат ли сите тие да се воспалат и да направат некаков проблем? Дали секој од овие структури може да доведе до некаков проблем? Да, сите во исто време во исто време тешко, но дали можат сите овие засебно да направат некаков проблем?
пак ќе кажам, природата секогаш се што направила со некаков план. Али тој план е направен на база на искуство, тоест еволуција. Сето тоа го направила со таква форма за сето да функционира. Во капакот имаме неколку типови на жлезди. Најзастапените и најглавните жлезди се тие едни молови жлезди кои што всушност продуцираат, се вика мебум. Тоа е еден секрет кој што е одговорен за подмачкување на окото. Ако тој не функционира или дисфункционален заради X причини, почнуваме да имаме црвено око. Заради тоа што тој е тој кој што прави окото да биде подмачкано. Заради тоа што окото 24 сата се движи. И кога спиете, мрда окото. И ако нема таа лубрикација, тогаш имаме проблем. Али имаме и други аксесорни се викаат лојни жлезди кои што се одговорни за лубрикација. Пример имаме никраксови жлезди кои што се одговорни за лубрикација и на кожата. Имаме цајслови жлезди кои што се одговорни за лубрикација на кожата и на трепките. Заради тоа што и самите трепки треба да си имаат своја влажност. Али таа влажност треба да има и своја масноча. Сите тие жлезди во основа може да се заболат, разболат и може да се третират. Али тие осим функција имаат и своја позиција. Значи тие жлезди треба да бидат на соодветно место позиционирани. Ние може ќе направиме да изгледа поубаво. Да, но тогаш е дисфункционално. Осим позицијата на жлездите кои што продуцират, имаме една многу важна работа, тоа е одводното каналче каде што солзите течат во носот. Него позицијата му е екстремно важна, заради тоа што ако не е позиционирано на местото кое што природата одлучила дека треба да биде, тој станува дисфункционален и тогаш солзите кои што треба да завршат во носот, не може да завршуваат во образот. И тогаш почнуваме да имаме веќе мал проблем. Што значи? Капакот мора да има соодветна позиција. Не само функција, треба да има и позиција. Позиционирањето може да го разбери само очен лекар, заради тоа што го изучуваме со години. Некогаш му викаме да, ќе седи вака, ама сакам да изгледа капакот така. Ќе изгледа, но нема да функционира. Па тогаш ќе имаш белја. Ќе изгледаш убаво, ама ќе бидеш со црвени очи. После нема да идеш да плачеш. Значи треба убаво да се размисли пред да се направи. Се треба да се размисли пред да се направи интервенција ночните капаци, а сега ќе се задржиме уште малку на позицијата ночните капаци. Понекогаш еден или двата очи капаци се спуштени. Дали е тоа болест? Очните капаци, кажав, може да бидат спуштени од раѓање, конгенитална плоза викаме. Може да бидат после травма или може да бидат невролошка причина. Најчесто пациентите кои што ја гледаме плозата, спаднатите капаци, кога збориме за еднострано, е кај пациенти кои што имаат некаков процес во центарот, значи во мозокот. И кај тие пациенти прво ни викаме мораш да дојдеш на невролог, да провериме дали се случува таму, додека ги лечиме ние капаците, може да пропуштиме нешто во центарот каде што може да имаме проблеми. Од кога ќе се види невролошки, кога неврологот ќе потврди дека процесот активен е завршен, веќе лечењето е завршено, ние пресметуваме и гледаме дали има останата резидуа на позиционирањето на годниот капак. Добре. Или нема. Ако има, пресметуваме дали е пореметена функцијата или не е. Ако е пореметена функцијата, тогаш правиме функционално коригирање на капакот, за да задржиме функцијата. Добре. Или пациентот му викаме нема функционално пореметување, одиме на естетско. Тоа се два моменти. Али сето тоа го правиме од кога ќе заврши. Кај што имаме пациенти каде што двата капаци се претежно паднати, исто може да биде од централна причина, но најчесто кај пациентите кои што имаат паѓање на двата капаци подзатворени, се капаци кои што се кај луѓе кои што се експонирани на некаква си надворешна средина, хемикалија, ветер, промаја, прашина, или луѓе кои што имаат некаква синхроницитет во алергиите, заради тоа што тоа се спазми.
Тоа се пациенти кои што заради известен имат причина спазам или ке луѓето кои што имаат јака фотофобија. Пациентот има чувствително на светлина. Он е осетлив на сонце и он мора да прави спазам за да може да ги види. И после известно време тие капаци веќе ја менуваат својата првобитна физиолошка нормална природна позиција за да може да се заштити од сонце, надворешна проветер, промаја, прашина, хемикалија, што и да е. Докторе, а доколку разликата помеѓу очите капаци не е многу голема, не е многу јасна, значи малку благо има спуштање на едниот очен капак, може ли причината за тој проблем да биде преморот, ненаспаноста и слично? Во основа не би требало. Не? Во основа не би требало. Ако е умор, поспаност, неспаност, би требало да е на двете очи. Се што разговараме, ако разговараме да од едната страна, да не од двете страни, секогаш да се консултира невролог. Секогаш. Дури кај децата? Обавезно. Секогаш кога се работи за едностранно, треба првен да се консултира невролог. Откога неврологот ќе каже све е чисто, тогаш можеме ние да се занимаваме понатаму. Не можеме ние да даеме приоритет на поставеноста на капакот спрема невролошката состојба. Откога неврологот ќе даде зелено светло, ќе речи, ке нас нема ништо. Ние почнуваме да се бавиме понатаму. Заради тоа што спуштеноста на капакот, најчесто кај помладите, никогаш не е причина, секогаш е последица. Че не разговараме за причина, разговараме за последица. Ние треба да најдеме последицата која е. Ова е причината. Така. Од кога ќе ја најдеме причината, тогаш ние како очни лекари можеме да разговараме за корекција. Освен кај ситуации каде што имаме некаква си вродена или стекната малформација така на капаците, тогаш ние го решаваме целосно проблемот, заради тоа што може да има вродена аномалија на капакот, може да има еден дел под капакот кај што ние го викаме форнекси. Може да има адхезии, прираслици на форнексите, каде што капакот не може да се движи и тоа може да го види само очен лекар. Тогаш сме само ние. До тогаш треба да се исклучи дека не е нешто на пирамидата поважно него самиот капак. Доколку се исклучи дека не станува збор за невролошки проблем или пак невролошкиот проблем е среден, дали следниот чекор е секогаш хирургија или пак може да се направи корекција на очните капаци, на нивната позиција со помош на некои други методи? Па од која ќе видиме дека не е од централно потекло. Заклучуваме дека е локално. Може да се случи паѓањето на капакот да биде пример од спазам. Тоа значи заради X причина тоа око да е поосетливо од другото. Пример, едното око може да се роди човекот со кафеаво, другото да биде плаво. Пример збор. Спазамот не мора да го решаваме хируршки. Спазамот ние може да го речеме со ставање на мала количина на ботокс. Каде што ние ќе го релаксираме мускулот за да не стега толку. Каде се става во кој дел ботоксот? Ботоксот се става во мускулот кружниот, што е тука во елеваторот и тука има кружен мускул. Се стават мали количини се пресметува за да не го паднеме скрос. За да може да го намалиме стискањето и тогаш во основа би се релаксирало. Но ако е механички застој, паднат капак, X причина, тогаш мора хируршки да се реши. Луѓето кои што имаат паднат очен капак, имат ли некои други симптоми покрај естетското, односно визуелното, визуелната манифестација на очниот капак? Има. Во нашите амбуланти, најчесто, бидејќи јас работам патологија со капаците кога е малце во подмината фаза, имаме пациенти каде што имат фацијалис. Што значи тоа? Тоа значи парализа на нервус фацијалис. Тоа се луѓето кои што не може да го движат целото лице од едната страна. Тие се најчесто во нашите амбуланти пациенти каде што е паднат едниот капак, долниот капак е паднат и лицето е паднато. Значи тоа е пропратено во целиот механизам и систем. И тоаш мора да се решава системски. Мора да дојде до кревање на горниот капак, репозиционирање на долниот капак, за да може да ја зачуваме функцијата на окото. Заради тоа што во тие ситуации капакот е дисфункционален и окото страда. Заради тоа што не може да го затвори капакот. Е паднат од една страна, што значи не е само тоа, него е пропратно, ако мислевте на тие прашања, дали има и други.
Може да биде, на пример, кај пациенти кои што имаат некакво си карцином. Дали во синус, дали на кожа, дали уво, дали фронтален максиларен синус, зап. Че ние имаме пациенти кои што имаат процес на зап и доаѓа со птоза. И ти можеш да му кажеш, слушај, кога ќе најдеме причината, му викаме забот. И забот, среди го забот, ова ќе се покоригира. Значи забот дури може да создаде ваков проблем. Имаме такви пациенти како. А што е со извртените очни капаци? Извртените очни капаци имаме два типа на вртање на очните капаци. Ектропиум и ентропиум. Ектропиумот е кога ние викаме флапи скин, кога кожата е растресита. И она не може да ја задржи својата конзистенција. Капакот, горниот и долниот, осим што имат кожа, имаат многу комплицирани механизми внатре. Еден од главните работи кои што го држи окото, структурата на капакот да биде позициониран на местото каде што природата одлучила да биде, е тарзусот. Тарзус е делот кој што излегува трепките, под негото едно сврзнат ткиво, кој на лента, која што прави таа да стои таму. Но тоа е изградено од сврзнат ткиво. Во известни ситуации, кај известна бројка на пациенти, имаат предиспозиција за растресување на сврзното ткиво. Кај тие пациенти кои ќе дојди до растресување, пропратена со флопи скин, доаѓа до растегнување и капакот почиња да оди надвор. Со одењето на капакот надвор се пореметува функцијата на долниот капак. Долниот капак е слеп патник, за разлика од горниот. Горниот е функционален, активен, долниот е пасивен. Тој има своја позиција, има екстремно мало движење. Но, кога ќе дојде до дизлокација на долниот капак, доаѓаме до поголеми бели него горниот капак. Значи, тој е важен екстремно. Заради тоа што со неговата позиција, солзниот филм треба да функционира, заради тоа што над површината доле се наоѓа едно солзно езерце. Тука на сликава сега пациентите може да видат долниот капак, баш на таа слика се гледа, има едно солзно езерце каде што всушност горниот капак мацнува. Од тие солзи ги распределува. Но и секоја прљавштина, ние седиме сега тука и ние сме експонирани на прљавштина. Во воздухот има. Све сме експонирани на прљавштина, експонирани сме на бактерии. Организмот го направил тој систем, кога е све позиционирано, да треба низ назолокремалниот канал, низ пунктата да заврши во нос и дома вие да го издувате тоа. Кога ќе дојде на надвор да е, тој систем не функционира, нема каде да се отстрани и останува све во една вака врекичка кој што ние го викаме долен форнекс. И тогаш пациентот е веќе изложен на константни и рекурентни бактериски инфекции. И тоа треба да се коригира што побрзо, што похитно. Хирушки. Исклучиво хирушки. Имаме ситуација кога капакот се свртува внатре. Тоа е обратно. Се случува кај пациенти кои што имаат спазам. Значи, сите сте виделе најверојатно пациенти кои што седи вака прави. И оние што стегат од спазмите, капакот почнува да се врти внатре. Тие се коригираат претежно хирушки, но во известни ситуации може да се реши со ботокс. Каде што ние ќе намалиме фреквенцијата и снагата на стискањето на мускулот, за да, ако не е во одмината форма, да може да се позиционира во својата природна форма. Докторе, чести се операциите на подочиниците, значи на оној дел под долниот очен капак. Дали тие може да создадат некаков проблем со видот и со окото? Доколку се отстрани малку повеќе од масното перниче во тој дел? Природата све си направила своја намена. Окото, за да биде стабилно, природата направила околу него да има поприлично маст. Мастот е буферот кој што прави окото да му биде лагодно. Да му биде лагодно, мекичко и убаво. Кај известни ситуации доаѓа до зголемување на масното ткиво или пролабирање на масното ткиво, каде што се појавуваат тие големи подочњаци. Врекички. Така. Во основа, тие врекички кога се поголеми, ако се
работи кој што треба со усул, ќе ја подобрат функцијата и состојбата на пациентот. Заради тоа што природно не е направено да е тлкаво. Заради тоа што со текување и правењето на вркичките го повлекува и капакот надоле. Заради тоа што кожата иде погоре. Но ако се оди без осет и со страна целите вркички, тогаш ја вадиме и таа количина на мас кој што природата одлучила дека ние треба да имаме таму масно ткиво. И заради тоа треба да се вади со усул. Таму се 3 вркички кои што треба да ги вади некој кој што има усул. Дека некојаш пациентот може да сака нешто кој што не е добро за него. Нереално. Па треба да му се каже се окей, но ти тоа што го бараш, после може да има реперкусии. Јас како доктор ти викам до толку. Ма јас сакам поиќе. Окей, јас не го правам. Така. Ајде да проговор... Значи, тој момент е многу важен, да сите да имаме реални очекувања, дури и кога станува збор не по штета на организмот и не по штета. Треба да знаеме кога на пациентот да му речеме полека. Стоп. Докторе, а што е со оние воспалувања на очите капаци што се јавуваат на работ на очиот капак, онаму кај што се трепките? Па има црвенило, оток, јадеж, некои како лушпи, слични на перут се јавуваат. Што е тоа? Дали е тоа некаква инфекција? Дали е проблем со жлездите? Дали е конјуктивитис? Горниот капак има 40 мебови жлезди, долниот има 30. Секоја таа жлезда е одговорна да продуцира мебум, кој што спомнав на почетокот. Осим тие имаме краксови, молови жлезди. Секоја таа жлезда си има своја функција. Но секоја жлезда може да страда како секоја друга жлезда. Секоја бобулица всушност е некаква си форма на заболување, воспалување или инфекција на некаква си лојна жлезда. Лојните жлезди на капакот во основа имаат два можни процеси. Најчесто страдат моловите жлезди, бидејќи тие се големи, многу јако функционални жлезди кои што продуцираат голема количина на мебум. Едната е халазион, другата е хордован. Едното е обструктивно, другото е инфективно. Кој ќе излези народски кажано јачмен, најчесто пациентите имаме приказната земи со нешто топло и греј го. Да, во голем дел од ситуациите функционира ако збориме за обструктивно. Значи се затнал заради тоа што се случува некаква форма на инфаркт на жлездата, каде што не може да го излачи мебумот. Но ако разговараме за инфективен, кај процес на инфективен, ако вие земите да го греете, да го масирате, може да направите белја поголема. Да се расшири инфекцијата. Може да направите белја, па да направите некаков цитилолит, па да треба да ве лечиме. А не бил еден пациент. Че имаме доста пациенти кои што од играчка пред плачка. И никако не сме да ги стискат. Дојди јас ќе ти го стиснам. Ма немој да го стискаш. Истеч, кога ќе созре. Ни стискај, ни фаќај, ни прстени од бабати, ни бутур. Значи има милион разноразни народни идилката, лекови. Прстенот од баба ми, тој што го чувам, ми намигна комшиката. А во основа све што е околу око и око, мојата препорака не пипете многу. Заради тоа што по тоа има око. Окото е магија, али таа магија немој да ја лечите многу сами, заради тоа што тешко се лечи. Значи дури за јачмен, што народот смета дека е нешто не толку сериозно, треба да се појде на може да биде белја, треба да се појде на очи. И ги гледаме со белјани. И какви бели обично се случуваат? Целулит ќе отече и стани голем. Може да се принеси на структурите на окото, на внатрешните? Теоретски може. Целулит да направи некој септален целулит. Теоретски може. Имаме ние такви пациенти од тук-так што ќе фатат и ќе стискат. Но сепак се доволно критични пациентите да видат дека втори, трети ден почиња да го боли од текува, па ќе ни се обрати. И тоа се решава многу брзо и успешно. Кај кој било матичен лекар тоа да оди, он ќе му помогне, не мора офталмолог. Кој било матичен лекар доди, он ќе му даде добри насоки. Али во основа треба да ги знаат кој ќе излези дали боли на допир, дали не боли на допир. Значи тоа е клучната разлика. Дали е топло или не е топло. Дали е црвено или не е црвено. Ако боли црвено и топло, цртица, инфекција. Јачме. Инфекција. Бело, не боли и не е црвено, обструкција. Масирај го. Тоа може да го масираш. Застој на мебум. Али црвено, топло, боли, оди до лекар. А доколку не боли, е бело,
Не е топло. Тогаш е обструкција. Тогаш е инфаркт на лојна Но жлеза. може ли да премине во црвено? Ако се малтретира, све може. Бидејќи рацете не знаете што имате на рацете, рацете вас не ви се стерилни. И вие триејќи го со рацете може да го инфицирате. Заради тоа што тоа е веќе во некаква си ван стандардна нормална ситуација таа жлеза. И тогаш е многу поранливо. Доколку се работи за халазион, ако не се лажам, Да. рековте, значи обструкција. Обструкција. Дали тоа може да пројде само од себе? Може да пројде само од себе и најчесто најголем дел проаѓаат сами од себе. Зависно е дали е опфатено, народски кажано, надворешен или внатрешен. Ако е обструктивен, тие проаѓаат прилично често сами, заради тоа што во известна ситуација тој мебум ќе се растечни и ќе се Добре. издренира. Кај инфективните, често знае да пројде само, но често не проаѓа само заради тоа што организмот, бранејќи се сам себе, процесот го капсулира, го одвојува од другиот дел од организмот, за да не му штети, али одвојувајќи го од другиот дел од организмот, он прави една капсула, каде што таа капсула, самиот организам, понатаму не може да ресорбира. Аха, И таа е таа капсула што всушност ние после треба да извадиме. хируршки. Да, мора хируршки, да. Тоа веќе не постои можност само од себе да се ресорбира? Теоретски не би требало. Во пракса може да се ресорбира, но во теорија ние викаме дека кога ќе настани капсула, која што е фиброзно ткиво, не би требало да пројде сама. И подобро е да се отстрани хируршки, заради тоа што не знаете во кој момент, каде може да ви направи проблем. А најчесто се случува на топло, мокро, многу сонце, На кога сте на одмор. одмор. Да. И затоа му објаснуваме, тогаш се прави белјата на старите халазиони неизлечени, кои ќе на плажа, се потите, хиперпродукција прљаво и тоа ќе ви направи белја. И после се водат на плажа, ова мисля што ја направам, дај слика, пушти слика, дај ми слика, земи тоа, оди прави. И тогаш се случуваат. Значи, Колку време обично може да се чека пред да се направи хируршката интервенција? вечно. Тоа дека не е проблеми. Нашата препорака на офталмози е претежно ако е инфективен, оставаме барем 2 до 3 недели со терапија за да видиме дали ќе почне да се повлекува, дали пре капсула. Ако видиме дека в третата, четвртата недела прави капсула, ние го викаме инкапсулира. Тогаш веќе нас не јасно кај ќе заврши работата. Бидејќи доволно сме искусни за да знаеме дека веќе ствара капсула. Ако ствара капсула, тоа е тоа сега. Само да ги поканам гледачите да се вклучат во програма. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број е испишан на екранот. Можете да поставите прашање кое што ве засега и е поврзано со темата на која што говориме. Докторе, а може ли да се стави и кортикостероидна, да се аплицира кортикостероидна терапија за тоа да се повлече? Се препорачува да се стави кортико, заради тоа што кортикото е препарат кој што ќе намали инфламацијата, заради тоа што многу често доаѓа до воспаление не само на една жлезда, него цела група на жлезди. Бидејќи ви кажа, има после таков 40. проблем може да очекува и друга жлеза да биде зафатена. Да, најчесто кај има луѓе кои што имаат предиспозиција за стварање на халазиони хордолуми. Тоа се луѓе кои што имаат претежно форма на кожата која што им прави дисебореа. Значи пациенти кои што имаат проблеми со Т-зоната, пациенти кои што имаат проблеми на постна масна кожа, луѓе кои што имаат проблеми со кожата на скалпот, луѓе кои што се експонирани имаат предиспозиција на бубулици, бидејќи сите тие жлезди се составен дел од организмот, тие не се сами за себе. И тоа е предиспозиција. Али секогаш треба да внимаваме кај помладите пациенти, каде што халазионите им се повтарат. Че збориме за дете, каде што халазионите во тек на неколку години излегуваат 5-6 пати. Тогаш секогаш им препорачуваме детето да иде на педијатар и да направи испитување нарочито да провери шекер. Значи оние кои што имаат дијабетес обично се посклони кон Често создавање на често за жал знаеме кај пациентчиња тоа се тие всушност безболни топчиња на очиот капак, па и така? безболни болни. И болни. За жал да. Знаеме често во нашите амбуланти да на тој начин да ги натераме да испитат и да откриеме дека за жал се работи за дијабет. За дијабетес. Имаме за жал, гледач. Ќе му дадеме, имаме гледач и поточно ќе им дадеме предност да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Едно прашање до докторот. На ивицата на работ, на долното капаче,
ни се појави една без јас научен лекар за диоптрија, ми кажа лекарката дека е водена циста. А како топче бело прозирно стаклесто, без бојно. Научниот капак, така? На долниот капак, од десното око. И тоа долго години не ми смета, јас не обратив внимание. Кога повторно бев за нова диоптрија, за да си променам очилата, и на другото око, исто на долниот капак, на ивицата, кај што трепките почнуваат, на тој белиот И таму ви се создаде истиот проблем. На лекарот, Така? и на тоа око, сега ова е помала, водна циста, безбојна, стаклеста. Ама исто не ми смета мене, Така. ни во видот, ни во... Не интересира зошто се појавува, која е причината. Така. Докторе, да немате само уште некој прашање? Или тоа е се? Ви благодарам за вклучувањето во програма, што можете да советувате и ова да е појасните. често овој нешто што случај. се случува. Во основа се решава, не сакат колегите кои ќе кажам 5 секунди работа, се решава амбулантски, треба да се отстрани зависно од големината. Ако разговараме за поголема дермоидна циста се вика, може да се случи капсулата да е малце поголема и да треба да отстраниме со се капсулата. Ако разговараме за помала дермоидна циста, тогаш може да се отстрани без ништо, само со киретажа. Како што јас се разбрав пациентката, бидејќи вика на ивицата, тоа се претежно пак воспалени дисфункција на некој од цајсовата или моловата жлезда. Моловата жлезда не би требало, таа ќе да е друга форма, мислам дека треба да е цајсова жлезда. Предиспозиција кога имаат пациенти да ги стварат, заради тоа што пациентка да рече на другото око дека се ствара, ние ги подучуваме пациентите како и што да прават за да не дојде до тоа. Ние ќе ги отстраниме веќе формираните, но за да не дојде до тоа ги обучуваме пациентите што треба да прават. Тоа е една форма на секојдневна хигиена. Ние викаме мала домашна киретажа, се зима со едно бебешко стапче за уши, се става беби шампон, малце шампон, малце вода, се мацнува, се зима со капакот, се гледа капакот надоле, окото горе, исто кој што жените го ставате кронот, треба тоа да го поминувате на работ, за да може да се прави на мала киретажа на жлездите, за да им се олесни тие да се дренираат, за да се функционира нормално. Али во основа кога се прозирни, не се секирете. Тоа е најбезволното. Али не спомнавме дека капаците страдат и од малигни заболувања. Ќе стигнеме до тоа. Тоа е следното, само да го вклучиме и следниот гледач со неговото прашање. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден. Се работи за 9 годишно дете. Така? При пораѓање родена е со вакуум и има на едното око и шета зеницата. Окото мрда лево десно? Не може да се фиксира. Мрда зеницата, например, и не гледа, односно го гледа она што шетањето е видно. А другото око нормално, окей, другото око? Нормално е другото око, да. Добро. 9 годишно е детето? 9 години, да. Сте били на преглед негде? На која камера? Ме биле на прегледи и дадоа на очарчиња со затворање на едното око, да биде, да може да се фиксира, да гледа како во една точка и така. Најважната работа е тука да правите, се вика, пенализација. Така што ви кажале, здравото око да го затварате и редовни контроли кај колегата кој што го прати детето е многу важно. Значи многу е важно да правите пенализација на здравото око, да го натерате тоа око што шета, што викате да гледа, да го терате со тоа око да гледа и редовни контроли кај колегата што го води, за да биде цело време диоптерот погоден баш тој што му треба. Али не смеете да забушавате со пенализацијата. Значи мора да слушате докторот кој што ви кажува дека имате уште фора 9 годишна, уште имате фора да се заврши работа. До која возраст обично би требало да се заврши? Па ние теоретски рачунаме дека на 15 години веќе многу тешко, али во пракса се рачуна така 10-12 години. После тоа веќе многу споро и многу тешко. Значи дисциплината е сега клучна во оваа ситуација, дисциплината и упорност на родителот. Ако е родителот болно упорен, има родители кои што се болно упорни, резултатот е многу добар. Многу добар.
Само лекарот да го слушат и родителите да се упорни. Продолжуваме со промените на очните капаци. Понекогаш оние топчести формации кои што се формираат на очниот капак, без разлика дали се поткожни или пак се видливи надворешни на капакот, може да бидат и тумор. Да. Како изгледаат бенигните, а како малигните тумори? И дали се тие чести? Кога станува збор за очите капаци? Ќе видите, човек не може да видите дали е ангел или ѓавол, додека не прозборите. Исто и со тие израстоци, додека ние не ги пуштиме биопсиите, за да ни кажат патолозите или онколозите или хистолозите за што се работи, ние може да претпоставуваме. Ние отприлика знаеме за што се работи, но често грешиме. После добивање на резултатите од хистологија, ние веќе знаеме и на пациентот му соопштуваме за што се работи и како треба да се решава. Ја претежно работам со туморска патологија на капаците и при операција на тумори на капаците многу е важна хирургот што ја работи операцијата да не заборави дека капаците имаат функција. Да не се отстрани премногу. Треба се отстрани тама колку што треба. Дека ако не отстраните колку што треба, тој ќе рецидивира. Ако отстраните премногу, функцијата нема да ја спасите. Мојата препорака е туморската патологија да ја работи очен лекар што ја работи таа работа, заради тоа што туморот вие ќе го извадите, но се заборава дека таму има око. Ако вие не го решите и не направите правилна и навремена реконструкција на капаците, че ние правиме цели реконструкции кога градиме нови капаци. Заради тоа што сим капакот вие што го гледате тука, внатре има делови функционални. Така. Кои што тие делови да функционираат. Не е само тоа дали ќе биде или не, ма треба да функционира. Ти си го извадил капакот, ама што ќе правиме со окото сега понатаму? Сега окото ни е голо. Окото ќе страда. Тука е мојата препорака секогаш дека се што ќе биде околу око, одите каде сакате, тоа си е ваш личен избор. Али консултирате очен лекар. Заради тоа што под капаците има очи. Така. Многу внимателно. Многу. Имаме гледач, ќе им дадеме предност пред да задоволство. продолжиме понатаму. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Очекуваме уште едно прашање. Ало? Добар ден, одлично ве слушаме, ден, повелете. Марија. Добар ден, повелете. Поздрав до лекарот и моја прв пат ја добивам. Така. И на телефон, а инаку ја следам емисијата, поздрав до докторот. Јас на почеток сакам да му кажам на докторот дека имам констатирано диагноза неуралгија. А тоа докторот кажа дека од окото може да оди до завод, а кај мене беше обратно. Од завод по проблеми со вадење, со антибиотици, со лекување долгорочно, 2 месеца. После ми се префрли на очите и имав после пак упад за наочен, па наочниот ми даде Тобрадекс. Некако ми се смирија, макар да сега имам уште штракања на очите, поготово на ладно, а дефинитивно ми се стимнаа во ушите, сега јас за тоа нема да кажувам, ама тоа ми е веќе усталено, веќе 6 месец како во ушите имам такви татнења, болки, штрекање на ладно, не можам завиткана и сето тоа ме интересира за очите. Сега бидејќи докторот е оптоматолог, што ќе ми каже за воа? Значи, ми се појавува исто повремено, па ставам капки од овие Тобрадекс, ама тоа значи не ми исчезна сосема. Што не ви исчезна? Што не ви исчезна? Црвенилот или болка? Во очите, болки во очите, да души на почетокот кога првен ми се појавија болките, ако се допрам на физички допир да имам, значи болки осеќав, а сега стракање. Двете очи или едното? Па двете очи. Се затварат очите убаво? Се затварат цели? Се затвараат и на очен без со капкиве некако. Немаше проблем, значи тя од неуралгијата, од завод, па на очите ми дојде. И се уште го чувствувате проблемот и сега барате начин сето тоа да се реши. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што во вакви сложени ситуации? Не се сложени. Не се? Не. Јас кажав дека
не може забот да страда од окото, обратно. Окото страда од забот. Значи никако не може забот да страда од окото. Забот знае да биде голем непријател на окото, нарочито на горната вилица, заби кои што имаат контакт со максиларната, со синусот максиларен. А во оваа ситуација кој што пациентката кажува, да, тоа е еден склоп, значи све тоа споено заедно. И тој механизам знае да даде многу пореметување. Кај луѓето кои што имаат неуралгии, знае да има спазам, фотофобија и болка. Но во оваа ситуација кој што објаснува пациентката, проблемот во делот на очите може да биде многу побанален, не мора да биде многу капитален. Заради тоа што сите проблеми не се џиновски. Некогаш проблемите се многу мали, само треба да го побарате и да знаете како да го видите. Спрема ова што го кажува пациентката, јас не гледам некаков си голем проблем уврска со очите, заради тоа што мислам дека е дисфункција и е severe dry eye, се вика тоа, изразена сува форма, каде што има дисфункција на тие мебовите жлезди. Така ми изгледа. Сувост на окото всушност, поради да, форма на сувост, али е квалитативна, не квантитативна, него е квалитативна каде што нема лубрикацијата и за тоа од време на време има болката, кога ќе стави кортико се намалува заради тоа што прави антиинфламација, али со самата терапија што е става, уште повеќе намалува секрецијата. Што значи треба да се дојде испитување, треба да се види. Медицината е многу едноставна. Ги правите испитувањата, ги гледате доказите, спрема доказите, гледате што треба да биде и аплицирате, екзекуирате. Значи, од кога се види, тоа се прават соодветните испитувања, ги ставате на маса и гледате што е. Само дали знаете точната диагноза да се открие. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Ви благодарам. Едно прашање. Дали докторот ги работи овие фокс-кеп коси од горни капаци? Како? За косување на очите капаци? Да, за косување, со тоа што е естетика на горни капаци, со тоа што ќе се закоси како мачкини очи, тоа што го викаат. Аха, така. Тоа е голем тренд во моментот. Ви благодарам за вклучувањето. Докторе, што велите за тоа? Мачкините очи ќе дај, кој што е мода сега од пред извесно време, да, се прави. Тоа е чисто естетски, нема никаква функција, осим кај луѓе кои што имаме пациенти кои што имаат изразено крупни очи. И тука ние знаеме да ја намалиме римата и да ја позиционираме повеќе за да може водата да текува. Кога од офталмолошка гледна страна, функционално. Кога е од естетска гледна страна, мачкините очи, да, може да се направи, но е чисто естетски. Нема никаква функција. Убаво изгледат, ако се пресметат кој што треба, се оди до граница на вкусно. Добра. Може да се направи. Нема некоја голема штета и може да се работи, но ги работите вие? Се работи, само за естетски аспект кога станува збор? Се работи, да, само што тоа не оди на фондот. Аха. Фондот не ги признава естетските операции. Сложен ли е тој зафат? И дали се работи за тренд? Трендот ќе помине. Дали потоа може да се врати окото во очниот капак во првобитната позиција? Теоретски може да се врати, но многу потешко во формата кој што била нормална. Ние имаме пациенти кои што ќе дојдат кај мене на преглед и ќе речат: докторе, види, бев таму и таму, очите ми ги намалија, ми ги направија помали. Добро, зошто ги направи помали? Кам кој ти е целта да ги направиш помали, сега изаш кој јапанац. Ама сега што правам сега? Ништо, стапчиње, ќе јадиш кинеска храна. Али треба пред да се донеси каква била некоја радикална одлука, треба да се размисли убаво. Значи убаво да се размисли дали да го направиш и каде да го направиш. Мојот совет е секогаш што и да направите, да побарате барем 2 или 3 мислења. Немој дојдете кај едниот доктор и одма. Побарате кај втор доктор, кај трет доктор, побарате мислења од неколку доктори, видите што ќе направите, консултирате се со очен, дали ќе се поремети функцијата, али ке тај е тренд интересен. Јас лично мислам дека на некои лица и на некои глави стои фантастично. Значи едноставно фантастично стои на некои кој ќе ги видиш, фантастично им стои. Има кај некои кој што сака да не им стои. И ти ќе кажеш: "Океј, ама нема да стои добро." Повторно зборуваме за реални очекувања. Да. Докторе, што е со сулзните жлезди кога ќе се запушат, кога ќе се формира калцификат во нив?
Дали е тоа сложено за решавање? Не, калцификатите кои се стварат се отстрануваат многу лесно. Организмот има предиспозиција за стварање на калцификати, се отстрануваат амбулантски. Проблемот е што кога ќе се створат гребат. Калцификатите знаат да гребат и пациентот кажува дека осеќа болка. Се решаваат амбулантски многу брзо, многу успешно и тоа го прават во амбуланта кој е најмладиот лекар во амбулантата, тој има таа задача. Има и отоци на очните капаци кои што се последица на алергиите. Отоци на капаците. Ова е период на алергии. Па тешко ли е тоа да се менаџира? И дали понекогаш проблемот со отечените очи капаци може да лежи на некое друго место? За некоја може да лежи на многу болест да се работи. Отоците на капаците може да бидат знак за многу состојби во организмот. Нашите колеги интернисти многу често знаат да ги пратат до кај нас пациентите за да може да им кажеме известни ситуации, пример хипертензии, застој, работа на бубрези, можеме да им помогнеме во нивната дијагноза или навремено да ги откриеме, да ги препратиме кај нив. Отоците на капаците се најважното и најкруцијалното прашање е кога текуваат капаците. Кога текуваат? Дали отекуваат двете? Дали се црвени, дали се болни? Така. Пример, ако вие станете од сабајле со отечени капаци, обавезно треба да консултираме интерниста. Ако ви излезете надвор, сте пиеле кафе негде и одеднаш од тековте почиња да ве чеше и сето тоа е бело, ливидно, тогаш треба да знаеме дека имате некаква алергија. Али ако текува само едното око, другото не отекува, треба веќе да почнеме да мислиме на некои порадикални дијагнози и прегледот малце посериозно да биде. Ако е унилатерално, само на една страна. Така. Тоаш треба да размислиме дека нешто локално може да се случува. Може да има некој процес во околината каде што го прави застојот. Тогаш треба малце посериозно. Доктори, на самиот крај на денешната емисија да го најавите скринингот за кератоконус. Кератоконус не е болест на очните капаци, туку е болест на окото. Да, сакам да искористам ситуацијата, мислам гостувањето. Тоа е клиниката го работиме, тоа веќе мислам дека 16-17 година го работиме. Бројката на пациенти со кератоконус не се зголемува. Тоа го работат и моите асистенти и сакам да јавам апел да доаѓат на скрининг на клиниката. Да можеме на време да ги откриеме, за да можеме на време да ги третираме. Бидејќи последно време бројката која што доаѓа кај нас на пациенти е поголема, зошто не знам, но апелот е да дојдат да бидат откриени на време, поради тоа што ако се открие на време, ние можеме тоа да го стопираме и подобриме. А ако дојде во поодмината фаза, не можеме многу да го стопираме и не можеме да го пренервираме. И затоа апелот е да дојде до клиниката, слободно може да се јават на кој било телефон и да речат дека сакат да закажат скрининг или кој било матичен лекар, и ако нема термин за таа дијагноза, слободно може да дојдат да се јават на клиниката, ќе им дадеме специјален термин. Заради тоа што сакам оваа година да направиме на акција, да пробаме на време да ги откриеме пациентите кои што се со крослинкинг и на време да ги спасиме. Бидејќи сакам да таа бројка да направиме на минимум. И доброто е што фондот ја признава таа интервенција, што значи сите осигуреници тоа го добиваат. Опремата која што имаме е исклучително врвна. И екипата е врвна. Во една од следните емисии детално за оваа болест на окото, за кератоконусот. Мислам дека заслужува оваа болест заради тоа што претежно е напаќа младата популација. Многу лесно се открива, многу лесно се третира. Многу успешно е сето тоа, само треба на време да се треба навремено да дојдат, не мора на нашата клиника, каде било. Јас можам да зборам за нашата клиника, не можам за друга институција. Али само да дојдат навремено да го откриеме за да може да помогнеме на таа група. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта, беше и мое задоволството. Ако бев корисен, навистина на еден убав начин ни ги приближавте сите состојби и функцијата на очниот капак, да научиме дека не е само естетски реченицата, неговата задача. Капаците имат функција. Така, тоа е клучното. Да. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Беше задоволство. Почитувани, ви благодарам и вам за тоа што денеска не следевте. Со внимание се гледаме секој работен ден на Тилма. Ви посакувам пријатен ден.